Најава за денешните настани. Охридските училишта подготвени за стартот на учебната година. Успешно прво издание на фестивалот на водени спортови Охрид 2023. Акцијска контрола во угостителски објект во Охрид. Приведени 17 странски државјанки. Први податоци од индиската сонда. Измерена температура на месечината од 70 степени. За најавените и за останатите настани од денес, ке ве информираме во дневникот кој започнува по временската прогноза. Останете со нас. Во Охрид денес имавме претежно сончево и многу топло време со максимална дневна температура од 33 степени Целзиусови. Во попладневните часови појава на локална облачност. Во вторник во поголем дел од Европа, односно во централна, источна и југоисточна Европа, како и на Апенинскиот и Балканскиот полуостров, ќе преовладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд. Ке биде посвежо со пад на дневните температури. Во останатите предели ќе преовладува претежно сончево време со локална облачност. На Балканскиот полуостров утре ќе преовладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд и грамотевици, локално со поројни врнежи. Во централните и јужните предели на полуостровот претежно сончево време со локална облачност. Максималните дневни температури ќе се движат во интервал од 20 до 37 степени. Во Македонија во вторник ќе превладува претежно сончево време со појава на локална облачност, ветровито и посвежо време со пад на дневните температури. Во доцните попладневни и во вечерните часови продорна нестабилна и посвежа воздушна маса, која што ќе услови нестабилно време со локални врнежи од дожд и грамотевици. Локално се очекуваат и до 10 до 15 литри дожд. Утринските температури ќе се движат во интервал од 13 до 23 степени, додека пак максималните дневни ќе достигнат до 25, односно до 33 степени. Во Охрид во вторник ќе преовладува претежно сончево и топло време со појава на локална облачност. Во попладневните и вечерните часови нестабилно време со врнежи од дожд. Утринската температура од 18 степени, додека пак дневната ќе достигне до 27 степени. Во Охрид во среда и четврток ќе преовладува претежно сончево и топло време со локална облачност. Утринската температура од 13 степени, додека пак дневната ќе достигне до 26 степени. Во петок сончево и топло време, утринската температура од 12 степени, додека пак дневната до 25 степени. Гледавте Метео на ТВМ во соработка со Трпе Инвест. Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ телевизија. Охридските училишта подготвени за стартот на учебната година. Во континуитет се намалува бројот на ученици во Охрид. Градските советници ќе носат одлука за формирање паралелки по 20 ученици. Драстично е намален и бројот на првачиња во однос на минатата година. Главен фактор – иселувањето и намалениот наталитет. Охридските училишта подготвени за стартот на учебната година. Привршуваат градежните активности во дел од школите за подобрување на условите во образовниот процес, но во континуитет се намалува бројот на ученици во Охрид, па градските советници ќе носат одлука за формирање на паралелки по 20 деца. За 1 септември ќе биде подготвено сите оние подготвителни активности кои што треба да се преземаат и учебната година како што е на 1 септември ќе започне
подготвено. Професорите сметаат дека најголемиот предизвик е оваа учебна година ќе биде недостигот на учебници во училиштата. Апелирам што побрзо да се испечатат учебниците и да стигнат во училишните клупи кај самите ученици, нормално со напоредно и со дигиталните учебници кои што нели беа заложба на сегашната влада, но без печатени учебници образовниот процес не смее да се замисли. Поради иселувањето и намалениот наталитет, драстично е намален бројот на првачина и во Охрид и во Струга. Во Охридските училишта годинава се запишани 445 првачина или 94 помалку од лани, кога во прво оделение тргнале 539 деца, додека во соседна Струга се запишани 50 на помалку од минатата година, односно 496 првачина, а лани биле 548. Утре седница на Советот на Општина Охрид. Обемниот дневен ред на 31-то издание на седницата на Совет содржи точки од сферата на работењето на образовните установи во градов и извештаи од работата на јавните предпријатија во вториот квартал од годинава. Ке се одлучува и во врска извештаите за реализација на програмите од голем број сфери од општественото живење, како и точки од сферата на урбанизмот, а советниците ќе треба да се произнесат и во врска предлог одлуката за усвојување на извештајот за остварување на буџетот на Општина Охрид за вториот квартал. Полни раце работа за градските избраници на крајот месец август. Ново издание на седницата на Советот на Општина Охрид е закажано за вторник 29 август во 9 часот. Обемниот дневен ред од околу 90 точки ќе започне со предлог одлука за давање мислење на програмите за изведување на училишни екскурзии и други слободни активности во учебната 2023-2024 за основните и средните училишта од градов. Предлог одлука за давање согласност за формирање паралелки со помалку од 25 ученици во две средни и едно основно училиште во Охрид и предлог одлуки за усвојување на годишниот извештај за работата и материјално-финансиското работење на образовните установи, како и усвојување на нивните програми за работа за следнава учебна година. Пред советниците ќе се најдат извештаите од работата на јавните предпријатија и остварените резултати од нивната работа во вториот квартал од годинава. Ке се одлучува во врска извештаите за реализација на програмите од голем број сфери од општественото живење, како и точки од сферата на урбанизмот, а советниците ќе треба да се произнесат и во врска со предлог одлуката за усвојување на извештајот за остварување на буџетот на Општина Охрид за вториот квартал. Градските избраници ќе треба да ги аминуваат и годишните планови за вработување во јавните предпријатија и општината. На ова издание на седницата на Советот ќе се најде и предлог одлуката за предлагање за прогласување на локалитетот Дувало, сулфатарата во село Косел во категорија природна реткост. Со рок симфонијата на камерниот оркестар од Битола пред платото на хотелот Палас синоќа заврши првото издание на фестивалот на водени спортови. Од организацијата задоволни и од самата реализација на мноштвото настани и од интересот кај охриѓани и гостите, а пред се од заедништвото кое клубовите за водени спортови и заедницата го покажаа во организацијата и реализацијата на овој голем и единствен од ваков вид настан. Охрид деновиве дишеше во знакот на водените спортови. Маратони, пливачки надпревари, едриличарски регати, кајак регати, трки со суп, нуркање, ватерполо и еднакво толку голем број социјално-едукативни настани, кои ја чинеа понудата на годинешното прво издание на фестивалот на водени спортови, популарно познат како Охрид Water Festival. Од организацијата ги сумираат впечатоците се уште под импресии од синоќешната рок симфонија на камерниот оркестар на Битола пред платото на хотелот Палас, последниот од низата настани за ова прво издание на фестивалот. Заштитата на Охридското езеро и развојот на спортовите на вода, како и целокупниот развој на Охрид, особено преку развојот на туризмот, биле појдовните точки за создавање на оваа манифестација, вели Иван Цветковски од организациониот одбор на фестивалот. Самата реализација на првото издание на таа првична идеја, седнувањето на маса заедно на сите инволвирани, е оптимистички предзнак дека фестивалот ќе биде нешто што ќе трае. Водените спортови со спој со културното богатство на Охрид, со спој со самиот град, може да понудат еден производ кој што на вистина ќе има голем импакт за сите нас што живееме во Охрид.
Ние вчера завршивме со битолски камерен оркестар, за мене искрено да ви кажам, значи не би сакал да подценам, меѓутоа концертот на летото во Охрид, заради имиџот, стилот и сето она што представуваше, и го направија вчера. Она што е многу битно е дека треба ние да разговараме за се што треба на отворено на маса. Значи, нема нешто што не може да се реши, нема нешто што не може да се разбери. Генерално, најголемиот успех што ние покажавме единство. Сите настани во голем број беа посетени од страна на охриѓани и гостите, некои настани за Цветковски навистина пријатно изненадување. Јас се воодушевив од референците кои што дојдеа, значи од настанот кој што го организира кајак клубот Стрмец. Значи имаше повеќе од 80 кајакари присутни кои што во овие 15-20 години доаѓале во Охрид, меѓутоа сето она што го видоа сега како концепт беа многу пријатно изненадени. Како пропратен дел на фестивалот беа реализирани и голем број социјално забавни настани на повеќе локации во градот, музички концерти, промоции на реквизити за водени спортови, промоции на традиционална храна, изложби на фотографии, панел дискусии и други културни и едукативни содржини. Музиката е неизбежен дел од секој спорт и тој дел на забава, на дружење кој што го возможува музиката е многу приоритетен за нас и мислам дека е посебно потребен за нас охриѓаните. Другиот дел кој што ги имавме во тие ноќните програми, значи денови, беше поврзано комплетно све со водените спортови. Значи имавме изложби кои што не потсетија на традицијата, на историјата на дел од спортовите. Ние имавме панел дискусија која што помина феноменално, морам да признам, и која што беше наменета во однос на заштитата на Охридското езеро. Реализацијата на првото издание на фестивалот на водени спортови не би била возможна без целосната поддршка од општина Охрид и залагањата на градоначалникот Кирил Пецаков, истакна Цветковски. Подготовките за фестивалското издание 2024 веќе започнаа денес со утринското кафе, објаснува Цветковски и ветува уште поголем број нови содржини, многу повеќе гости и учесници до година, како и реализација на нови идеи. Верувам дека не постои охриѓанец кој не се радува на достигнувањата од Христијана Парулеска, кажа градоначалникот Пецаков при пречекот на охридската гордост, теквондистката Христијана Парулеска. По европското злато Христијана се закити и со бронза на светското теквондо ИТФ првенство во Астана, Казахстан. За радоста да биде уште поголема, таа ни овозможи уште еднаш во краток период да се собереме и колективно радуваме. Овој пат повод за тоа е освоеното трето место на светското првенство во теквондо, кажа градоначалникот Пецаков. Во категоријата на спаринг борби таа беше подобра од учесничките од Русија, Канада и Грција. За жал поради повреда од четвртфиналето, во полуфиналето и покриводството од 4:1, надпреварот мораше да го предаде. Христијана е нашиот шампион. Христијана е нашата гордост и Христијана ни покажа дека со љубов и работа не постојат недостижни работи, кажа Пецаков. Покрај голем број охриѓани, Христијана синоќа ја пречека и честита и првиот човек на Агенцијата за млади и спорт, Наумче Мојсовски. Акциска контрола во угостителски објект во Охрид, при што пронајдена е марихуана. Приведени се 17 странски државјанки и не се издавале фискални сметки, информираат од Министерството за внатрешни работи. На 27 август во 01 часот, согласно претходно изготвен оперативен план за контрола на угостителски објекти од страна на полициски службеници од одделот за криминалистичка полиција и одделот за сузбивање на организиран и сериозен криминал во содејство со Управата за јавни приходи, Државниот инспекторат за труд и Државниот пазарен инспекторат, беше извршена акциска контрола во угостителски објект во Охрид. При контролата кај едно лице е пронајдена марихуана, а затекнати се и 17 странски државјанки, од кои 4 престојувале спротивно на законите во државава. 2 од Русија со пречекорен престој, 1 од Србија со пречекорен престој и 1 државјанка на Србија со активна забрана за влез во државава. Лицата се приведени и надлежен судија во Основен суд Охрид изрекол парични казни и мерка протерување.
Од страна на Управата за јавни приходи е констатирано неиздавање на фискални сметки и утврден е вишок од 80.000 денари, пари кои не биле евидентирани, за што ќе следуваат соодветни санкции. Од страна на Државниот инспекторат за труд затекнато е лице кое извршувало работни активности, а не било пријавено, за што ќе следува соодветна пријава. Од страна на Државниот пазарен инспекторат констатирано е кршење на забраната за пушење во угостителски објект, за што се изречени соодветни санкции, информираат од Министерството за внатрешни работи. Следуваат вестите од светот. Силен ветер и дожд го погодија најголемиот шпански остров Мајорка. Жителите и туристите објавија видеа на социјалните мрежи на кои може да се види дека ветрот ги носи лежалките покрај базените. Дождот и ветровите ги направија хотелите на островот непрепознатливи. Локалните медиуми јавуваат дека во текот на вчерашниот ден, во рок од 1 час биле пријавени повеќе од 80 инциденти поврзани со поплави предизвикани од дожд. Ветерот уриваше палми, а возачите се пробиваа низ поплавените улици. Метеоролозите прогнозираат дека невремето ќе продолжи да го зафаќа најголемиот шпански остров уште некое време. Тие велат дека во Мајорка дувале ветрови со брзина од 120 км на час. Емануел Макрон денеска ќе ги презентира приоритетите на надворешната политика на Франција пред француските амбасадори во Париз. Темата на амбасадорската конференција, која ќе трае до среда, е останување во одбрана на нашите принципи, интереси и солидарност. Во знак на солидарност со Украина, почесен гостин на овој 29-ти настан е украинскиот министер за надворешни работи. Се очекува во говор пред дипломатите во Елисејската палата францускиот претседател повторно да се осврне на актуелната криза во Нигер, каде во петокот вечерта хунтата го протера францускиот амбасадор во Ниамеј. Кинеските метеоролози денеска предупредија неколку кинески провинции да очекуваат лизгање на земјиштето и поплави во следните 2 дена, додека обилните врнежи паѓаат со недели. Повеќе од 3000 луѓе беа евакуирани во северозападната провинција Хунан во текот на викендот поради обилните дождови. Округот Санџи го забележа најобилниот дожд во годината, со максимална количина која викендов достигна 256 мм според државната кинеска централна телевизија. Тоа беа најобилните врнежи во Сангџи од 1998 година. Кина со недели е погодена од дождови и поплави. На крајот на јули бурите предизвикани од тајфунот Докусри предизвикаа рекордни дождови што ја погодија Кина во последните 10 години, а Пекин го доживеа најобилниот дожд во последните 140 години. Мисијата на индискиот вселенски брод ИСРО Чандраян-3 ги сними првите податоци, а еден од нив е дека температурата на површината на месечината е значително повисока од очекуваното, што обезбедува револуционерни податоци за научни истражувања. Термичката сонда на лендерот Викрам успешно ги документира температурните флуктуации на површината на месечината, покривајќи ги нејзините горни, блискуповршински и подлабоки слоеви. Верувавме дека температурата може да биде некаде околу 20 до 30 степени Целзиусови на површината, но е 70 степени, изјавија представници на мисијата. Министерот за наука на Индија рече дека мисијата Чандраян-3 се очекува да обезбеди податоци за атмосферата на месечината, составот на почвата и минералите. Ова информација потенцијално би можела да представува револуционерен придонес за глобалната научна заедница, можеби прва од ваков вид. Го завршуваме првото издание на Дневникот на ТВМ. Ви благодарам за довербата. Пријатно.